Искреност. Сите сакаме искреност, нели? Сите сакаме луѓето да бидат искрени кон нас, а некој пат ни е тешко да бидеме искрени кон нив. Ама искреноста е една од главните состојки на добриот меѓусебен однос. Како со луѓето, така и со Бог. И Бог е искрен кон нас. Оваа книга е најискрената книга која што било кога ќе ја прочитате. Бидејќи ти кажува каков си, каква си, и ти кажува што можеш да бидеш, ако се посветиш на Божиот план, ако се посветиш на Божјата волја за твојот живот. Ама, верувам дека ме вади од кожа, мене барем ме вади од кожа, ама повеќето луѓе што ги знам ги вади од кожа кога некој не е искрен со нив. Особено некој кога ти е близок, кога ти ласка, кога те врти во кругови, кога не ти ја каже вистината, знаеш што мисли од прилика, знаеш што му од прилика во срцето, го познаваш доволно човекот за да знаеш од прилика што се случува во неговиот живот, ама ти прави филмови. И секој пат кога некој ни прави филмови, нас ние да му кажеме добро, ајде. Доста е со носење маски на некој начин, симни ја маската, кажи ми го вистинското лице, покажи ми како навистина размислуваш, што навистина чувствуваш. И тоа се однесува, како што ние сакаме другите да бидат искрени кон нас, они што ни се блиски, така верувам дека и Бог сака да бидеме искрени кон Него. Бидејќи, нели, една од главните состојки на добар меѓусебен однос, на длабок меѓусебен однос е искреноста. Ако ние сакаме да имаме длабок меѓусебен однос со Бог, треба да има искреност од наша страна према Него. Бог не сака да му ласкаме, Бог не сака да се представуваме пред Него дека сме нешто кое што реално гледано не сме. И Бог ја цени искреноста и очекува искреноста од наша страна. Не дека Бог не знае што се случува во нашите срца. Бог многу добро не знае, Бог многу добро знае што има во мене, не само што многу добро ме знае и те знае, туку и многу добро и не сака, ако можам така да кажам. И тоа многу добро го покажа на крстот на Голгота. Бог не знае какви сме и покрај тоа што сме такви какви што сме, Бог го даде својот син за да умре за нашите гревови, по 3 дена воскресна и секој кој верува во него има вечен живот. Павле вели во посланието до Римјаните, уште додека бевме негови непријатели, Бог го даде неговиот син за нас. И сега прашањето е, ако Бог веќе не знае, зошто мора да му кажеме што има во нашите срца? Вие кои што сте родители, многу добро предпоставам, знаете дека колку е добро кога вашите деца се искрени со вас. Некој пат ги знаете што им се случува, знаете дека им е тешко во животот. И кога ќе прашаш како ти, он ти вика добро сум, знаеш дека те лажи и ти да му кажеш ај добро, ајде да седнеме да направиме момент, кажи ми искрено како си. И дури ако знаеш дека не му е добро, не го оставаш тоа на така, туку сакаш да се отвори пред тебе. Сакаш да те покани на некој начин во неговиот, во низиниот свет и рече еве што се случува. Истото е со Бог. Бог не знае, многу добро знае што се случува во секој од нас, ама секој пат кога доаѓаме кај него и му го искажуваме тоа што е во нас, ние на некој начин му отвараме на Бог вратите и му викаме дојди и помогни ми со оваа ситуација. И денес сакам да размислуваме за тоа, за тема искреност кон Бог. Колку е важно да бидеме искрени кон Бог во однос на тоа, во однос на се што се случува во нашите животи. Некој пат сме разочарани од Него. Некој пат сме молиле некоја работа од Бог со недели, со месеци, со години и Бог не ни ја дава и во себе чувствуваме некоја разочараност зошто Бог не ни го дал тоа. И наместо да чуваме во себе, верувам дека Библијата не учи да дојдеме кај Бог и да му кажеме: Боже, разочаран сум. Земете, читате ги псалмите и ќе видите што е искреност кон Бог. Некој пат кога ги читам псалмите, односно да му дадете книга псалми или некој псалм да му го дайте му го псалм 73 на некој човек кој што никој пат не отворил Библија, ќе рече ова е една од најбезбожните песни кои што ги имам прочитано во животот. Особено на крај се враќа псалмистот према Бог, вика Господе, ти се добар, ама на почетокот, првиот дел, скоро цела песна, но 70-80% од псалмот е Господе, зашто ти верувам јас, кога овие што не веруваат во тебе, подобро им оди во животот. Јас сум ти верен, ти служам и доаѓам од црква и се молам и читам и така натаму, мојов комшија кој што никој од тие работи не ги прави, боле му е во животот кога на мене што ми е. Искреност кон Бог. Кога помеѓу нашиот народ, кога некој е искрен, кога некој го каже од тоа што му лежи на срце, вика дека таквата личност е без влакна на јазикот.
Тоа што му на срце, тоа го кажува пред другите. И некој пат ние, верувам дека, некој пат безблатно на јазикот се користи за луѓе кои што се дрски, не во тој контекст, туку во контекст на целосна искреност. И верувам дека некој пат треба да бидеме така, да дојдеме кај Бог и да му кажеме: Боже, еве што чувствувам. Чувствувам гнев. Некој пат доаѓаме кај Бог и се молиме за некој, викаме: Господе, благослови го тој и тој, а всушност во себе чувствуваме гнев кон таа личност. И јас верувам дека пред да кажеме благослови го, треба да кажеме: Господе, јас сум гневен на овој. Луд сум на овој човек. Разочаран сум од него. Ме навреди, ме повреди. Тоа е искреност кон Бог. Кога доаѓаме и едноставно го излеваме своето срце пред него. И ако сакаме да го продлабочиме нашето заедништво, нашето општење со Бог, искреноста е еден од начините. Сега, она што е многу важно, и како што ќе видиме денеска, има искреност која што води кон продлабочување на односот со Бог, на меѓусебниот однос со Бог, има искреност која што води кон огорченост. И мора да ги разграничиме тие две. Ако сакаме искреноста да ја практикуваме и да биде за наша изградба, за наше добро, за напредок во верата, мора да ставиме таа искреност во еден одреден библиски контекст. И верувам дека има еден многу важен принцип кој што треба да го практикуваме, ако сакаме искреноста кон Бог да служи за наш духовен напредок, за продлабочување на меѓусебниот однос со Бог. А тој принцип се состои од 3 чекори. Кажи, слушај и менувај се. Кажи се однесено на тоа, дојди кај Бог и нема да се срами што и да има во твоето срце да му го кажеш на Бог. Ако не се срамеле ни Мојсей, ни Аврам, ни Давид, ни Марта и Марија, сеќавате Марта што викаше на Христос, кога низиот брат почина, вика: да дојдеше ти порано, немаше да се случи ова. Кој од нас има храброст да му каже на Господ: Господе, касниш со тоа што го правиш? Требаше порано да го направиш. Ме благослови сега, ама како не го направи тоа пред година, пред 2, пред 3, пред 4? Искреност. И Христос не ја укори. Многу интересно. Зошто бидејќи го знаеше срцето и знаеше намерата? Не беше тоа критикување на Бог, туку тоа беше излевање на срцето кон Бог. Искрено, добронамерно: Господе, еве како се чувствувам во моментот. Значи, првиот чекор секој пат ја кажи на Бог како се чувствуваш. Ама многу е важно и да слушнеш од Бог. Значи, поентата со искреноста кон Бог не е јас ќе доам кај Бог и ќе се испукам се што ми лежи на срце, ќе му кажам и ќе се речам: готово, толку јас си одам. Таков беше Јона и ќе размислуваме после за него. Еве ти, луд сум и толку, готово, затварам врата, нема веќе што да ми кажуваш ти мене. Искреноста кон Бог, која што е продуктивна искреност, која што ќе води кон продлабочување на меѓусебниот однос со Бог, е искреност каде што кажуваме, каде што слушаме и како резултат на тоа што го слушаме, ние се менуваме. Ја менуваме перспективата, го менуваме начинот на кој што размислуваме и начинот на кој што се чувствуваме. Сега, искреност кон Бог. Минатата недела, таа што ни беше онлайн проповед, зборував за негодувањето. И вие што слушавте, ќе се сетите дека зборував за искуството кое што израелците го имале во пустината додека кои излегле од Египет и кои оделе кон ветената земја. Во Броеви 11 глава ни стои запишано за оној момент кога народот почнува да негодува пред Бог. Кај сега јадеме тука мана секој ден? Во Египет имавме пиперки, имавме крставици, имавме патлижани, имавме риба, подобро ни беше во Египет. И кога Мојсей го слушнал сето тоа, Мојсей бил многу разочаран и бил напнат. Но таа разочараност и таа напнатост не ја чувал во себе, туку во изреки, во Броеви 11 глава, читаме дека тој дошол кај Бог. 11 глава, 11 стих, Броеви. Значи ова е кога веќе Мојсей ги слуша сите поплаки на израелците, веќе му е преку глава, и во 11 глава, 11 стих вика: и му рече Мојсей на Господ: зошто го измачуваш твојот слуга? И зошто не најдов јас милост пред очите твои, па го стави врз мене целото бреме на овој народ? Кога последен пат сте молели ваква молитва? Кај што ми кажеш на Бог: шо ме мачиш? Зошто ме мачиш? Зошто не најдов малце милост кон тебе? Додека стварно не нашол молиш милост кон Бог, пред Бог. Ама во моментот така се чувствува. И тоа го кажува пред Бог. Чувствувам дека ми измачуваш. Вика: зар јас го носе во утробата своја сиот овој народ? Зар јас го родив? Па ми велиш: носи го на раце како што дулката го носи детето, до земјата што ти со клетва им ја вети на предците негови. Од каде кај мене месо? Пошто луѓето бараат месо. Па да им дадам на сите овие луѓе, зашто тие плачат пред мене и велат: дај ни месо да јадеме. И јас сам не можам да го носам сиот овој народ, зашто тој е претежок за мене. Штом така постапуваш, подобро уби ме.
Ако сум добил милост пред Твоите очи, па да не ја гледам неволјата своја. И му рече Господ на Мојсија, собери ми 70 мажи од старешините израелски, за кои знаеш дека се негови главатари и надзорници, па доведи ги кај скинијата на собранието за да застанат таму заедно со тебе. И јас ќе слезам и ќе зборувам таму со тебе и ќе земам од духот кој е врз тебе и ќе им наредам ним да го носат заедно со тебе бремето на народот, а не ти сам да го носиш. А на народот кажи му, очистете се за утрешниот ден и ќе јадете месо, зашто плачете пред Господ велејки, кој ќе не нахрани со месо, добро ни беше во Египет. Затоа Господ ќе ви даде месо и ќе јадете месо. Ќе јадете не ден, не 2, не 5, не 10 и не 20 дена, но цел месец ќе јадете, додека не ви излезе од ноздрите и не ви омрзне. Затоа што го презревте Господа кој е меѓу вас и плачете пред него велејки, што ни требаше да излегуваме од Египет. Много интересен искрен разговор помеѓу Мојсија и помеѓу Бог. Обично има некои молитви во Библијата кои што почнуваат со Господе, ти си добар, ти си семоќен, ти си севишен, никој не е како ти. Ништо од тоа го нема во оваа молитва на Мојсија. Доаѓа и директива, прашање, Господе, што ме мачиш? Зашто не си милостив кон мене? На крај му ако веќе толку сакаш да бидеш милостив кон мене, најдобро дело на милост што можеш да ми го покажеш мене, уби ме на лице место. Да не си ги гледам веќе овие маки кои што ги имам во животот. Зошто Мојсија нит го слави Господа, нит го фали Господа, туку директива оди со прашање. Дури на некој начин како Мојсија да се расправа со Господ. Зошто ми го даваш ова? Искрено. Може ли Мојсија да дојде кај Бог и да рече, Господе, фала ти, се доаѓа од тебе, ти си добар Бог. Дај ми мудрост како да се соочам со ситуацијава. И не дека има нешто лошо во таа молитва, таман работа. Добро е да бараме од Бог, Боже, дај ми начин да се соочам со ситуацијава и фала ти, и добар си, и голем си. Тие се многу добри молитви. Ама, ако Мојсија дошол со таква молитва пред Бог, не може да биде искрена молитва. Ќе било лицемерие. Зошто бидејќи Бог знаел дека во неговото срце има огорченост, има разочараност. И ако Мојсија дошол во срцето да има огорченост и разочараност, а на устите негови да има слава, верувам дека Бог ќе му рече, стварно така се чувствуваш? Озбилно викаш слава ти, Господе? Го мислиш тоа или повеќе си викаш, Господе, што ме мачиш? И затоа Мојсија едноставно дошол и му рекол на Бог, Боже, не можам више. Не можам више овој народ да го трпам. И секој кој што имал некаква водечка позиција во црквата, од време на време се соочил со оваа искрена мисла во своето срце. Пасторите може и водачите може да се молат и така натаму да ги благословуваат луѓето, ама некој пат ќе дојдат во ситуација кај што викаат, Господе, не можам више. Се молам за нив и застапувам за нив и нема напредок. Не можам више. Искреност. Тоа е искрена молитва. И не велам дека ова е терк на молитва кој што секој пат во секојдневието треба да го следиме. Ама, верувам дека треба да се осмелиме да молиме вакви молитви. И патем кажано, ова не е момент кај што Мојсија го испрашува Господ. Ние немаме право да го испрашуваме Господ, ај сега дојди седнете, јас ќе те прашувам зошто ова ми се случува. Ова е едноставно искрен разговор помеѓу двајца. Помеѓу Создателот и помеѓу Созданието, каде што Мојсија му е дојдено преку глава од животни обврски, од народот кој што го води, патем кажано не е ова 10, 20, 30 души, ова се неколку милиони народ, кои што плачат затоа што немале месо, затоа што немаат каставици. Господ направил толку многу чуда за нив, овие плачат пошто немаат пиперки. И Мојсија вика, преку глава ми од луѓе. Си дошол ли некој пат пред Бог да кажеш преку глава ми од се во животот? Не можам више. Прави што ќе правиш, Господи, ама не можам више вака да терам напред. Знам дека ние го чувствуваме тоа во животот, дека некој пат ние преку глава. Ама прашањето дали му го кажуваме тоа на Бог. Дали искрено доаѓаме кај Него и викаме, Боже, еве, што се случува во мене. Ти знаеш, ама јас сакам да ти го кажам, и сакам да те поканам во овој мој хаос кој што ми се случува моментално, сакам да те поканам и ти да направиш нешто во однос на цела оваа ситуација. И верувам дека знаете колку е олеснително и колку убаво кога си имате некој човек во животот, кај што му кажувате се искрено и може да се направите искрен мовет со некого, колку е после полесно. Тоа, после тоа.
Едноставно како некој товар од срцето ви паѓа. Бидејќи сте ја споделиле махата, се го споделиле товарот со некого. И искрената молитва го има токму тој ефект. Тој кој што пробал знае. Искрената молитва пред Бог, кога ќе дојдеме и ќе му кажеме се што ни лежи на срце, го има тој ефект. Зошто? Бидејќи секој пат кога доаѓаме кај Бог, сетете се на тие три чекори. Имаме кажи на Бог што чувствуваш, нели, што има во тебе во твоето срце. Второто е слушај што Бог има да ти каже, и третото е менувај се како резултат на тоа што Бог ти го кажа. Кога Мојсей дошол кај Бог и искрено му кажал се што му лежи на срце, Бог му прозборал. Така? Значи му вика, окей, сваќам, еве ти сега ќе ти дам помош. Земи 70 луѓе, ќе го споделат товарот кој што ти моментално го имаш. И не само тоа, тие кои што барат месо ќе им дава месо. Не е проблем. Ама тоа е многу важен момент, дека му кажуваме на Бог искрено што има во нас. Вториот чекор е многу важен. Ако вториот чекор го изоставиме, слушањето на што Бог има да ни каже, ние само ќе останеме огорчени и ќе останеме гневни на Бог поради одредени животни околности. Затоа искреноста, верувам дека кога сте искрен кон некој и сакате на некој да му кажете за некој проблем кој што го имате во животот, очекувате реакција од другата страна. И тоа треба и во однос на нашата искреност кон Бог. Му кажуваме на Бог, Боже, еве што ми се случува, и сега Боже чекам реакција од тебе. Секој пат кога искрено доаѓаме кај Бог, Бог ќе ни дава реакција. Во 11 глава, 11 стих, Мојсей му вика на Бог: зошто го измачуваш твојот слуга и зошто не најдов пред тебе милост пред очите твои, па го стави врз мене целото бреме на овој народ. Мојсей му вика искрено, бреме си ми ставил во животот. Реакцијата на Бог е 17 стих. Јас ќе слезам и ќе зборувам таму со тебе, ќе земам од духот кој е врз тебе и ќе им наредам ним да го носат заедно со тебе бремето на народот. Во 11 стих Мојсей вика имам бреме, во 17 стих Бог му вика окей, ќе ти го земам тоа бреме, ќе го споделам со другите тоа бреме. Нема ти сам да го носиш тоа бреме. Тоа е ефектот на искрената молитва. Кога доаѓаме кај Бог и викаме Боже, еве што го мачи моето срце, Бог ти вика окей, чекав да дојдеш и да го кажеш тоа. И јас имам решение за тебе. Имам решение како да ти дам начин да се справиш со оваа ситуација со која што моментално се соочуваш. Значи, кажуваме, слушаме и како резултат на тоа што го слушаме, после тоа се менуваме. Има и новозаветен пример за тоа што значи искреност. Што значи човек да биде искрен кон Бог. Примерот на Мојсей е пример на човек кој што бил искрен кон Бог, ама бил искрен кон Бог ради својата огорченост, ради тоа што му било тешко. Има и искреност кон Бог во Новиот Завет, читаме, ќе го најдеме сега тој момент, каде што има еден човек кој што не бил огорчен, ама бил слаб во верата. И таа негова слабост во верата доаѓа му вика на Бог: еве каква ми е мојата вера, па ти што правиш што ќе правиш сега понатаму. Ќе се сетите, има едно чудо на Господ Исус Христос, Марко 9 глава, нема да го читаме ова, ама познат ви е текстот, каде што Христос е на гората со неговите ученици, со тројца од неговите ученици, и кога се враќаат, ги гледа неговите ученици како се обидува да другите тие останатите како се обидуваат да исцелат едно момче. И гледа дека не може да го исцели и доаѓа таткото му вика: аман заман исцели го син ми, значи овие твоите ученици го донесов кај нив, не може, не знаат, не може. И таму во разговорот таткото му вика на Христос, вика: ако можеш, исцели го. И сега Христос малце не го провоцира во таа буквална смисла на зборот, ама сака да го испита. Вика: како мислиш ако можам? Се е можно за оној кој што верува. И таткото кажува на работа која што многу често била реално за мојот живот, и затоа ови ми се од најблиските стихови во животот. Таткото вика: верувам, ама помогни му на моето неверие. Искрено. Нема, и јас, Господе, верувам бе, како не? Јас тебе ти верувам, таман работа. Од мал ти верувам јас тебе? Не, искрено. На некој начин таткото како да сака да каже: има во мене одредена вера, ама има и многу сомнеш. Верувам, ама помогни ми со мојот сомнеш.
искрена молитва. Колку често, кога ќе дојдеме кај Бог во молитва, ние викаме, Господе, јас верувам дека ти ќе го направиш ова. И го кажуваме тоа само затоа за другите да слушнат дека ние веруваме. Овој пример, верувам дека ни повикува колку и да име соблазнително на другите во црквата. Знаеш, замислете во црква да го кажеш ова, Господе, не ти верувам, помогни му на моето неверие. Ќе те прогласат за безбожник од црква. Како може ти така да кажеш не ти верувам? Па не ли сме тука верници? Па 10 години со црква, како може да не веруваш? Да, има моменти кога не 10 биди 100 години во црква, ќе има сомнеж во своето срце. И овој стих, каде што таткото вика верувам, но помогни му на моето неверие, е 24 стих 9 глава. Вика, одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече, поискрено од ова здравје, со солзи му вика, верувам Господе, но помогни му на моето неверие. Овој стих е стих каде што, овој настана каде што таткото се моли за син му, ама се моли и за себе. Колку често ние се молиме за некој во животот и со години се молиме. И после некое време викаме Господе, дај нека се спаси, дај нека се промени, дај нека се спаси, дај нека се промени. И после некое време, ради долго време што го молиме тоа и не се случува, веќе се јавува, веќе стануваме цинични и веќе почнуваме да се сомневаме. Дали оваа личност воопшто може веќе да се спаси? Со години се молам за него и не се помрнал ни од место, дури оди во спротивна насока, се поише и поише му се противи на Бог. И во такви моменти добро е да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, се молам за оваа личност, ама веќе почнам да се молам и за мене. Пошто, ај него што го барам да го спасиш или неа, ама веќе јас почнам да губам верата во нас на таа ситуација. Затоа, помогни му на моето неверие. Некој пат може би станува збор за некој исцеление. Бараме исцеление. Со недели, со месеци, со години. И после некој време гледаме дека нема никакво помрнување во нас на тоа исцеление, нема подобрување и си викаме, кој знае Господ дали ќе ми исцели, дали ќе го исцели, дали ќе исцели. Не дали ќе го, туку дали може веќе. И во такви ситуации добро е да продолжиме со молитвата Господи исцели го, исцели и така натаму, ама и да продолжиме и да молиме со Господе помогни му на моето неверие. Веќе искрено во моментот се соочувам со сомнеш. Убаво е кога ќе дојдеме кај Бог да речеме Боже јас ти верувам и нема ништо лошо во тоа, не го критикувам тој начин на размислување. Ама има убавина и има искреност во тоа кога синот или керката ќе дојдат кај таткото и ќе речат Боже се сомневам, се грижам. Без разлика дали е за некој ближен од дома, без разлика дали е за здравје, без разлика некој пат е за финанси. Што и да е, Господи, јас се грижам. Загрижен сум во ситуацијата. Господи, дај ми мир, нема мир. Не фала ти за мирот што го имаме во тебе, окей, го неа мирот. Сакам да ми го даеш, пошто моментално не чувствувам мир во мојот живот. Тоа е искрена молитва, кај што таткото вика, оправи го, син ми, ама оправи ми и мене. Бидејќи имам потреба и ти и во мојот живот да действуваш, и во мојот живот да работиш. И сомнежот, слабата вера, неверието, како што вика тука таткото помогни му на моето неверие, се многу реален дел од христијанскиот живот. Верувам дека сите ќе се согласиме, ќе кажам дека гревот е реален дел од нашиот живот. Иако подобро би било што помалце да е реален дел од нашиот живот, ама гревот е реален дел од нашиот живот. И ако сме доволно храбри, или ако имаме доволно близкост кон Бог да му кажеме Боже сгрешив, прости ми за гревот, верувам дека треба да бидеме доволно храбри, да бидеме доволно блиски со Бог да кажеме Боже се сомневам. Боже се грижам. Боже под стрес сум. Некој пат Боже ме фаќа некоја депресија. Некој пат Боже не гледам смисла, не гледам цел во животот веќе. Да, вистина дека христијаните може да се разочараат кога ќе слушнат таква молитва од вашите уста да излезе. Ама Бог не се разочарува. Бог веќе знае дека тоа е таму кај нас и на Бог дури му е мило кога ќе дојдеме искрено ќе му кажеме еве што се случува во мојот живот. Не знам. Не знам по која насока да фатам веќе во животот. Не знам зошто ми се случува ова. Помогни му Господе на моето неверие. Тоа е тоа што таткото го направил и кога го кажал тоа, Христос не му рекол, бегај бе, неверник ни заеден,
ти си дошол мене да ми се молиш, не веруваш ти. Ќе си најдам некој друг што верува. Неговиот син ќе го исцелам, не твојот син. Не, туку милостиво му рекол, таткото му рекол, Боже, верувам, помогни му на моето неверие, и што направил Бог? Му помогнал на неговото неверие. Кога доаѓаме кај Бог и викаме, Боже, загрешен сум, се сомневам, тешко ми е, под стрес сум, така натаму, Бог нема да рече, ајди сега оправи се, па дојди за 2 месеци, па пак моли ми се кога ќе бидеш малце подобар. Ваков не ми доаѓа веќе, или ваква не ми доаѓа веќе. Не. Секој пат кога ние доаѓаме кај таткото искрено, таткото да зема таа наша искреност и ако му викаме, Боже, помогни му на моето неверие, Бог вика, окей, не е проблем. Ќе помогнам на твоето неверие. Го исцелил син му и му помогнал на неговото неверие. Зошто бидејќи човекот бил искрен кон Бог? Сега, преска го спомнав Јона, кој што верувам дека ви е доста познат. Мислам дека е еден од најпознатите пророци во Библијата. Не за друго, заради целата негова таа животна приказна во однос на рибата која што го проголтала и така натаму. Ама Јона е еден пример за искреност кој што верувам дека колку помалку го следиме, толку подобро. Затоа што, ќе се сетите на Јона. Бог му дава задача да оди во градот Ниневија. Да отиде таму, да проповеда. Зошто? Затоа што Бог вика, нивното зло стигна веќе до мене, ова е последна шанса. Оди и кажем дека тоа е тоа од нив. За да сватиме зошто Јона бил толку огорчен и зошто толку Јона бегал од Бог. Бог му вика, стани и оди во Ниневија, овој станува и оди на сосема друга насока. Бог му вика, стани и оди на исток, овој станува и оди на запад. Се обидува барем да оди на запад. Затоа што Бог му вика, иди и проповедај им на твоите најголеми непријатели. Во тоа време градот Ниневија бил најголем непријател на израелскиот народ. И тие луѓе кои што биле, значи ниневијците биле за никаде. Ептен биле катастрофа. Значи многу крути луѓе, многу злобни луѓе, многу злонамерни луѓе кои освојувале некои народи или кои освојувале некои земји, значи толку многу ги измачувале луѓето што катастрофа било. И на таквите луѓе Бог му вика, за таквите луѓе Бог на Јона му вика, оди сега збори им за мене. Кажи им дека мора да се покајат, иначе ќе ги казнам. И Јона, нели, се скјавате. Бог му вика, оди во Ниневија, он оди во Тарсис, се обидува да оди во Тарсис. И на крај, после, нели, рибата го фрлаат во море, затоа што морето се станува бурно ради него, ради неговата непослушност, го проголтува таа риба, го исплухува на брегот и она оди да проповеда во Ниневија. Оди, проповеда и, за чудо, луѓето во Ниневија ја слушаат неговата порака, ја прифаќаат неговата порака, вика и сите се покајаа. Цел град. Од најмалот до најголемо. Дури вика и на животните не им даваа да јадат како знак на покаяние. И кога сето тоа се случува, Јона излегува надвор од градот. Односно пред да излегува од градот му вика во 4 глава, Јона 4 глава 2 стих. О, Господе, зар не го велев тоа уште додека бев во земјата своја? Та затоа и побегна во Тарси, зашто знаев дека ти си Бог добар и милосрден, долготрпелив и многу милостив. И над несреќата брзо се сожалуваш. А сега, Господе, земи душата моја од мене, зашто подобро е да умрам отколку да живеам. Многу слична молитва од таа на Мојсе. Сеќавате, Мојсе дојка Бог и му рече, Господе, ако сакаш да ми покажеш милост, дај, уби ме. И она доаѓа кај Бог и му вика, Господе, земи душата моја. Иста молитва. И Господ го прашува Јона, дали со право се лутиш? Јона не ни му одговара. Вика, се излезе од градот и се отиде. И после некој време, Јона му вика на Бог, подобро е да умрам отколку да живеам. Повторно моли за да му го земе животот. Бог повторно го праша, зар имаш право да се лутиш поради билката, која што нели Бог му дал билка да му израсне над главата, да му држи сенка, Бог пуштил црв да изреде таа билка и сега Јона се лути заради на билка. И Јона му одговара. Последните зборови од книгата на Јона кои што Јона ги изговара се: многу сум лут сум дури до смрт. И после Бог му вика, повторно го прашува, имаш ли право да се лутиш? Му кажува колку е нелогична таа негова лутина. И знаете како завршува книгата Јона? Не завршува со покаяние, не завршува со промена од страна на Јона. Туку завршува со Божјото прашање и толку. Крај. Некои луѓе предпоставуваат дека Јона, да, после тоа се покајал, затоа имаме книгата, ја напишал и така натаму.
Тоа се предпоставки. Тоа што го знаеме последно за Јона е дека Јона му бил луд на Бог. Зошто? Затоа што зборувал, бил искрен кон Бог. Кажал, да, луд сум ти и тоа е тоа. Ама не примал, не слушал од Бог. И тоа е една од главните разлики помеѓу Мојсей, кој што вика Господе земја душата моја, и Јона кој што исто така вика земја душата моја. Кога Мојсей рекол сакам да умрам, Господ му прозборил и Мојсей се подчинил на Божиот збор. Кога Јона рекол сакам да умрам, Бог му зборил, Јона си останал тврдоглав. Си останал на своето. Не, јас сум луд и готово, тоа е тоа. Јас сметам дека нема ништо погрешно кога ќе дојдеме кај Бог и речеме Господе, јас сум луд или сум огорчен за оваа ситуација. Ама ако не му дозволиме на Бог да ни зборува, ако го нема оној втор чекор на кажувам што е во моето срце, ама и слушам што има Бог да каже, никој пат нема да дојде до промена. Може да се бидеме до крај на животот огорчени. Може да се бидеме до крај на животот да се живееме во неверие, може да се живееме под стрес, може да се живееме со гордост, со што и да е тоа кој што го има во нашиот живот. И затоа треба да бидеме многу внимателни. Кога збориме за искреност кон Бог, таа искреност кон Бог, библиски гледано, секој пат мора да ставиме во одреден контекст. А тој контекст е токму тоа. Кажувам, слушам и се менувам. Ако само одам со првиот чекор, кажувам и му го вртам грбот на Бог и Господе готово, јас и ти завршивме, ќе бидеме како Јона. Кој што лутината ќе се носиме цел живот, ќе се носиме со нас. Гневот ќе се го носиме цел живот кон нас. А Бог не е тоа што Бог го сака за нас. И она библиска и правилна искреност кон Бог, верувам дека треба да практикуваме, е она искреност која што не се состои само од зборување, туку и од давање, туку и од примање. Давам нешто со зборови, се искажувам и после тоа примам од Бог. Има еден познат христијански автор, C.S. Луис, кој што има напишано дека во однос на молитвата, вика Бог не сака да го чуе тоа што треба да биде во нас, туку тоа што е во нас. Бог не сака да го чуе тоа што треба да биде во нас, туку тоа што е во нас. Бог многу добро знае какви треба да бидеме. Ама искреноста се состои во тоа што доаѓаме и му кажуваме такви како што сме. Кажуваме, еве Господи, каква сум сега во моментот. Еве што имам во моето срце, еве што имам во мојот ум, еве како се чувствувам. И направите нешто во однос на тоа. Тоа е многу важно. Да не испане само Господе, еве како се чувствувам, чао. Еве, ама сакам ти да го промениш ова. И верувам дека овие ликови, Мојсей ли е, таткото на момчето кој што било исцелено, многу други ликови во Библијата. Земете го за пример Авакум, пророкот Авакум. Книгата на пророкот Авакум почна со тоа што Авакум му вика на Господ, Господе, до кога ќе те молам да направиш нешто, а ти не правиш ништо. Искрено. Како завршува книгата на пророкот Авакум? Макар и лозата да не даде плод, макар и да нема овци во тралот и така натаму, ги знаете тие стихови, каде што почнува со еве го мојот сомнеш, еве зашто сум огорчен, зашто сум луд, и завршува со слава. И секој пат кога почнуваме со искрена емоција кон Бог, еве што се случува во моето срце, ако сме отворени за Бог да не зборува, ќе завршиме со слава. И тоа е тоа кој што верувам дека Бог не учи во Библијата. И многу е важно да сватиме дека секој пат кога доаѓаме со таа искрена емоција кај Бог, Бог не се разочарува од нас, Бог не вика кај те најдов тебе, Бог наставно вика супер што дој. Ајде ќе работиме заедно на ова. И секој пат кога доаѓаме кај Бог со таа искрена молитва е отворена покана кон Него. Еве што има во мене, ама земи го тоа што е и претвори го во тоа што треба да биде. И секој пат кога каже на Бог земи го тоа што е и претвори го во тоа што треба да биде, Бог нема да рече не, ти иди само прави се. Туку се вклучува во процесот и како и кај Мојсей вика имам бреме, Бог вика супер, еве ќе најдам начин како тоа бреме да се подели. И тоа е ефектот на искрената молитва.